почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. На последната седница на Совет, после повеќе од една година, конечно имавме можност да бидеме почестени со присуството на градоначалникот Ристевски. Тоа што извештајот за работата на локалната самоуправа и завршната сметка ја прочита само во розовата варијанта, покажува дека треба почесто да доаѓа на седници на Совет и малку повеќе да биде присутен низ градот. За жал, реалноста е многу поинаква и мора да ја презентираме до сите. Случајно или намерно, градоначалникот и советниците на ДПМН заборавија да кажат дека буџетот го наполнија со повеќе од 5 милиони евра, откако ги испразнија джебовите на граѓаните и фирмите, откако повеќе кратно ги покачија даноците, таксите, казните и откако извршителите станаат чести гости во секој втор дом. Долгот кон фирмите во градот надминува 10 милиони денари, со што се заканува блокада и неликвидност. Уште колкави долгови се недоспеани за наплата, само тие знаат. Сакаат да ја задолжат општината со кредит од над 30 милиони денари, без јавна расправа, нетранспарентно, за проект кој не е од приоритет на градот. Зошто Пиво Фест го нема никаде во извештајот за културни манифестации, веќе 2 години и поред, а толку се гордееме со него. Како е можно да прикажат добивка за Пиво Фестот од само скромни 3000 евра? До одговорот како и кај кого завршија парите, се надеваме набрзо ќе стигнеме. Почитувани граѓани, и на следните за вас многу важни прашања останавме без одговор. Зошто јавно комунално предпријатие Пазари работи со загуба, троши наши пари за инвестиции кои потоа се рушат на нашите глави, а градоначалникот не превзема ништо? Зошто јавното комунално предпријатие Комуналец прикажува расходи и загуби од 15 милиони денари само за последните 3 месеци, а зошто врската на неплатен ДДВ од 30 на милиони денари не ја намалува и ја сервисира? Зошто јавното комунално предпријатие Терминал се уште не го завршува објектот за царинење, а до Советот доставува грешни завршни сметки, патем одобрени од нивните управни одбори? Дали е точно дека бизнисмените од градот веќе ја процениле штетата на стопанството во Прилеп со над 500.000 евра од неработењето на истиот тој терминал? Зошто јавното комунално предпријатие Водовод и канализација нема веќе финансиски сили и можности да исплати К15 за своите вработени, а воедно се правда со небулозни изјави дека опозицијата не им го дозволила тоа? Зошто јавното комунално предпријатие за просторно урбано планирање работи незаконски подолго време и не ги почитува одлуките на Советот да ги уплаќа парите од паркинзите на сметка на општината? Зошто ретките странски инвеститори бегаат од Прилеп, а нашиве се фалат со ливади кои што ги нарекуваат индустријски зони? Каде се капиталните проекти? Не можеме ни да анализираме поединачно зашто нема ништо изработено, а веќе потрошија десетици милиони евра во нивното владење. За жал, спротивно на тоа, граѓаните се повеќе се гушат во сиромаштија. Во името на граѓаните на општина Прилеп, нашата општинска организација, во иднина уште почесто ќе се обраќа со прашање до локалната самоуправа и до градоначалникот, со намера конечно да се расчисти маглата и митот за 15 годишното, така наречено, успешно владење на ДПМН во нашиот град. Над 20.000 граѓани, наши сограѓани, гласачи, веќе се изјаснија дека им е доста од беда и сиромаштија, од заплашување и уцени, омаловажување, од тортура во секој поглед и на секој чекор. Со сите демократски средства кои ни се нас на располагање, ќе се потрудиме вистината за ова недемократско и неодговорно владење на ДПМН да ја обелодениме и до останатите граѓани на нашата општина. Ви благодарам за вниманието, ако имате некои прашања, стојам на располагање. А би сакал да искористам приликата и да упатам апел до Зенит, да направи една исправка во денешната информација, кој што ја лиферуваше во денешниот весник, дека зелено светло за одлуката за долгорочно задолжување дадоа советниците на последната седница на Совет. Мислам, ова сигурно е некоја техничка грешка, таа седница се исправи од дневниот ред на седницата. Значи, советниците ниту дадоа зелено светло, ниту расправаја, а вие дека сте пишале дека сме дали зелено светло и ве молам
во рамките на можностите ова да се демонтира.